Македонија со трите паневропски коридори наместо слепо црево ќе стане центар на патната инфраструктура на Балканот, ќе се поврзе со Европа и светот, а со инвестициите во железничката инфраструктура се очекува за 10 пати да се зголемат приходите во македонските железници. Преку договорот влада со влада и стратешкото партнерство со Велика Британија, државава инфраструктурно ќе се поврзе со сите пристаништа во регионот, порача премиерот Христијан Мицкоски. Вели дека во моментов траат анализи и физибилити студии за голем број проекти, а тој како инженер не би дозволил државата да влезе во авантура која што нема да има позитивен крај. Тоа се коридорите 8 и 10D, кои што се пресекуваат на територијата на нашата земја, а со отсечката која што планираме да ја направиме во делот на Струмица, под Беласица планина, односно во подножјето на Беласица планина и со коридорот 11. Со тоа ќе бидеме практично поврзани со сите регионални пристаништа. Во таа насока е изградбата и модернизација на пругата која што е дел од коридорот 10. Физибилити студии и проекти има многу. Мицкоски потенцираше дека сите законски измени за стратешкото партнерство со Велика Британија ќе поминат на најтранспарентен начин во собранието, односно нема да се прават злоупотреби какви што правила минатата власт со цел да се спасат одговорност за строените криминали. Порачува дека владата работи на транспарентен начин, особено за договореното со Велика Британија. Ние нема никогаш да си дозволиме во парламентот на шверцерски начин да усвојуваме закони со европско знаме, како што беше оној закон за коридорот 8 и коридорот 10D. Нема никогаш да си дозволиме на шверцерски начин со европско знаме повторно да поминуваме закони како што беа измените во кривичниот законник, кога голем број од потенцијални политички осомничени или во процедура понатаму осудени лица беа амнестирани, вклучително и цела една гарнитура. Во однос на начинот на задолжување, премиерот кажа дека Министерството за финансии по претходно барање на македонски железници инфраструктура ќе се обрати до 20 на финансиски институции од светот и ќе направи така наречен мини тендер. Вели дека нема да се дозволи да се повторат грешките на претходната власт, кога со една сомнителна одлука од 250 милиони евра го зголемија буџетот за изработка на проектите коридорите 8 и 10D, па тие на владина седница морале да го поништуваат тоа.